екстремно високите температури веќе оставаат последици врз земјоделските култури. Како сушата и топлотниот бран влијае врз производството на храна и што може да се очекува во наредниот период? На оваа тема разговараме со професорот доктор Миле Марковски, декан на Земјоделскиот факултет. Ви благодариме за одвоеното време што ни дојдовте во утринската. Добро утро, добар ден. Благодарам за поканата. Ајде веднаш да започнеме. Професоре, дали овогодишните екстремно високи температури се најголемата закана за македонското земјоделство во последните години? Точно така, кога зборуваме за последиците во земјоделското производство, секоја година, како по обичај, периодот после јуни, јули, август месец, зборуваме за климатски промени, за високи температури кои што силно се одразуваат врз земјоделското производство, не само во нашата држава, него и на целиот Балкански полуостров и во поголеми делови од светот и во Европа. Овие последици кои што се предизвикани како резултат на климатските промени силно се одразуваат врз македонското земјоделско производство, врз приносите од една страна и врз квалитетот на земјоделските производи, зашто секој сака да има здрав производ на својата трпеса. Да. Кои култури се во моментов најпогодени? Во моментов сите култури кои што се во тек на вегетација се погодени, значи зборуваме за земјоделските култури кои што се на отворено и земјоделските култури кои што се во затворено, затоа што тие високи температури влијаат и на земјоделското производство и во оранжериите и во пластениците како и на отворено. Во овој период сега е прибирањето на лебното жито, на пченица, јачме, на рж, исто така веќе и оние култури кои што се порано како пролетни култури засејани или посејани, тоа е пченката со чонгледот, исто така трпат последици од ваквите високи температури кои што се јавуваат во текот на нивната вегетација. Исто така и гренаските култури кои што се во регионите во Македонија познати Струмичкиот регион и така натаму. А дали ова што го гледаме само уште едно топло лето или веќе станува збор за нова климатска реалност на која земјоделците ќе мора да се прилагодат? Апсолутно, ова не е долго топло лето кој што се правува само од 26-та година, вакви долги топли лета имаме и 25-та, 24-та и наназад и проекциите на светските научници кои што се занимаваат и македонските со климатски промени е дека вакви долги топли лета ќе имаме и во наредниот временски период. Со високи температури, со екстремни температури, но во текот на годината, како што беше и вчера, ќе се појават и екстремни температури ниски, кои што може да предизвикуваат и текако штетни последици врз земјоделското производство. Особено таквите амплитуди се непогодни за земјоделските култури, како и за живиот свет, како и за нас. Бевме од кратки ракави па со долги ракави, така и земјоделските култури. Не знаеме како да излеземе веќе од дома. Апсолутно, последиците се долгорочни. Зборуваме за дневните температури секогаш, нели? Што станува со ноќните високи температури, колку тие се штетни? Апсолутно, освен дневните температури кои што се мерат секојдневно, се мерат и ноќните температури, затоа што растенијето најчесто текот на вегетацијата на растенијето е најчесто во температурите кога ние сакаме да биде ладно, а тогаш треба да биде топло за земјоделските култури. Тоа е периодот на бурна вегетација и активна фотосинтеза, создавање на органска материја. Но и при високи температури, значи 30 степени, растенијето е во латентна состојба, се затвора стомините отвори. Немаме фотосинтеза, немаме изградба на органска материја, едноставно растенијето мирува. Затоа на растенијето е потребно доволно количество на вода за во текот на целиот вегетацијски период да ги помини тие последици од високите температури што е можно поболно, полесно. Исто така вечерните температури, порано знаеме имавме ладни вечерни температури, сега вечерните температури се зголемени. Температурата веќе во 8 часот, 9 часот наутро, исклучок е денешниот ден и денешниот и вчерашниот ден, каде што температурите уште во 8 часот покажуваат високи целзиусови степени на термометарот. И силно влијаат врз растенијата. Оно што е важно, дали Македонија располага со доволно вода за наводнување доколку овие сушни периоди продолжат и во наредните години? Република Македонија располага со доволно количество на вода на површините кои што се по систем за наводнување. Кај што системите за наводнување ги надополнуваат недостатоците на водата за наводнување од текот на вегетацијскиот период. Особено треба државата да води сметка и се инвестира и ќе се инвестира во нови системи за наводнување, изградба на нови хидроакумулацијски акумулации во Македонија, за да може и во оние земјоделски површини кои што не се наводнуваат да дојде капка вода и на тие земјоделски површини. Затоа што ние сега кога зборуваме за земјоделско производство, стално зборуваме дека водата е лимитирачки фактор. Ако имаме вода за наводнување, отпочнувајте земјоделско производство. Ако нема вода за наводнување, не може да се отпочне со современо земјоделско производство, зборувам за интензивно земјоделско производство. Затоа што водата за наводнување е главниот фактор за стабилно и високи квалитетни приноси од земјоделските производи. Од било кој, дали се тоа полиделски, градинарски, окопни култури, житни култури, тутун, овошјето, зеленчукот,
лозарските насади и така натаму. Без вода за наводнување буквално не може да се заврши вегетацијата на растенијата. Имаме ли веќе сорти хибриди кои што го поднесуваат екстремното време, промените на временските услови? Тоа е комплекс на мерки кои што често зборуваме за водата за наводнување како еден од факторите за созбивање на климатските последици или намалувањето на последиците од климатските промени. Тоа е воведувањето на нови системи за намалување капка по капка, кај што се додаваат и минерални ѓубрива со фертилизација и слично. Науката оди чекор понапред и главната борба со климатските промени треба да биде отпорноста на растенијата на ваквите стресови. Отпорноста на растенијата на ваквите стресови преку генетика и селекција на растенија. Тоа е посебна наука која што се занимава да ги тангира сите оние гени кои што се отпорни на вакви високи температури, не само на високи температури, тој појава на болести, штетници и слично. Затоа тука науката во тој сегмент генетика и селекција детектира растенија со таков генетски потенцијал кој што може да ги издржи овие вакви високи температури и тие растенија да бидат адаптабилни на овие почно климатски услови кои што се јавуваат во Македонија, во Европа и во светот. Така, Земјоделскиот факултет работи на научни истражувања. Кои конкретни решенија би можеле да помогнат на производителите? Точно Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, како најстара високообразовна институција на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, активно е вклучен во сите овие активности во агросекторот, со нови технологии, со нови иновации. Факултетот располагува со 74 хектари обработливо земјоделско земјиште во опитно поле Лисиче, каде што спроведува активни мерки во насока на адаптација на македонското земјоделско производство на климатски промени. Во опитното поле се спроведуваат такви агротехнички мерки, зборувам практични, теоретската настава е даваме на факултетите, во амфитеатрите, во лабораториските услови, но она што е практичен дел се применува на тоа опитно поле. Нови технологии на земјоделско производство, поставување на заштитни мрежи, голем дел од странските партнери кои што се наши партнери на факултетот, имаме и донација на современи системи за наводнување преку ГИС програмата, преку Центарот за меѓународна соработка на словенската влада и како имаме вложување во опитното поле за покажување на нови технологии, трансфер на нови технологии во земјоделското производство во однос на одлучување кои земјоделски култури да се одедуваат, кои земјоделски култури се адаптабилни за овие почно климатски услови, нови системи за наводнување. А колку земјоделците ги следат овие промени? Факултетот ги отвора вратите за секој земјоделец кој што сака да ги види сите овие активности. Ние вклучуваме и такви активности да млади земјоделци и средношколци ги каниме на опитното поле на факултет кога е отворен ден преку Агенцијата за поттикнување развој на земјоделството, исто така нивните агрономи кои што се вектор за пренесување на сите трансферни технологии, се наши гости, идат на опитното поле, идат на факултетот, ние нив им ги пренесуваме сите тие сознанија и новитети кои што ги има за да може секој тој допрен глас да допри до секој земјоделец за едно современо македонско земјоделско производство. Да се вратиме пак на производството, ќе очекуваме ли поскапување на есен со оглед на ова што досега го зборувавме, промените во климатските услови? Видете, во однос на поскапувањето на земјоделските производи, тоа е пазарна вредност, која што економска пазарна вредност, но ако го има, ако го има во доволна количина и поголема количина, нормално дека ќе биде поевтино, но ако овие климатски промени, како што по горниот дел од разговорот го спомнавме, дека може да има последици во земјоделското производство. Видете, добро е да имаме земјоделско производство кога никој нема. Но може да се случи во една вечер, не да го спели ден, да падне толку големо количество на врнежи како што беше вчера, 74 милиметри врнежи, тоа е една 16-тина или една третина од целокупното количество на врнежи во текот на една година, паѓа во Црешево 74 милиметри или 74 литри на метар квадратен. Но ако е тоа добро како е дошт, лошо ако е град. Тогаш целото земјоделско производство се не можеме да предвидуваме. Не можеме ние да предвидуваме за земјоделско производство и за цени на чинија, сепак е тоа пазарна вредност. Имам уште едно прашање, ако продолжат вакви лета, топли, за 10 години од сега, како ќе изгледа земјоделството во 2036 година? Што ќе одгледуваме, што можеби целосно ќе исчезне? Како ќе се адаптираме? Да. Јас кажав дека за македонското земјоделско производство и светското земјоделско производство и тие генетски кои ќе веќе се прилагодуваат на ваквите современи трендови кои што ќе се појавуваат со проекции 2050 година, 2070 година. Значи веќе има стратегија. Македонија има стратегија, владата на Република Македонија има изведена стратегија, има во секој министерство кое што го тангира секторот земјоделство и животна средина, посебни комисии, посебни тела кои што се занимаваат со намалување на влијанието на климатските промени врз земјоделското производство и врз животната средина. Така да не страхуваме дека македонското земјоделско производство ќе се намали,
Јас се надам дека ќе се задржи на ова ниво, а во одредени сектори ќе биде и подобрено. Одлично. Да се надеваме. Да се надеваме. Така, Ви ви благодариме благодарам. за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата.